новиот проект на Кавадаречкиот театар примен со воодушевување. Очекувавме нов и се случи нов театар, различен, а сличен со старите проекти. Подновен со нов израз кон уметноста театарска и со изразноста и комуникацијата со публиката. Пасивно пушење, кое синоќ беше премиерно прикажано на сцената на театарот на Домот на културата Иван Мазов Климе, ни донесе комедија со трагичен крај, испреплетена со невозможни заплети, со приказна нам многу блиска. Дејството на целата сторија во која македонецот е заглавен на аеродромот во Париз ни доближува комични, трагични, секојдневни проблеми на јунаците токму какви практично ги живеат. Бидејќи публиката е веќе запозната со нив, таа комуницираше со актерите, истовремено насладувајќи се на комунистичните елементи вметнати во текстот на Небојша Ромчевиќ, кој во Кавадарци го режираше Јордан Витонов и тоа мощно успешно. Дими Коцевски феноменален ја носеше представата. Видан Станоев одличен, Диме Боцев како повратник во театарот одлично се вклопи во ова представа, Љупче Настов доајенски во американски манир, Коле Колев стандардно добар, Валентина Георгиева стандардна во својот скајповски настап. Премиерата успеа. Сега останува публиката да окаже својот коментар за представите кои се закажани во наредниот период. По успешната премиера, љубителите на театарот ќе може да уживаат во одличната комедија и актерската игра на кавадаречките актери. Инаку, од другите податоци треба за представата да кажеме дека преводот на македонски јазик и адаптација на текстот на Ненад Витанов, сценографијата на Валентин Светозарев, костимографијата на Јордан Витанов, изборот на музиката на Маријан Тодоровски, асистент на режија Микица Илова и специјент суфлер Благица Илиева, видеопродукција Тони Коцев, сценската поддршка на Диме Темков. Плакатот е изработка на Билјана Соколова Тодоровска. Инаку влизниците за представата може да се набават на билетарата на Домот на културата во петок и сабота 22 и 23 јуни од 18 до 20 часот. Влезот е 100 денари.